Професоре, кои се можните имиња за ваши, да речеме, против кандидати на престојната конвенција? Имате ли такви информации? Па јас немам информација, освен она што се спекулира во јавноста, меѓутоа кој да се пријави на конвенцијата, кој да биде прифатен од страна на она, нели, селекциона комисија, е добре дојден. Јас сум спремен со секој од нив да се соочам, да ги спротивставам своите програми и сигурно на крај да победам на таа конвенција. Професоре, што се случува со коалициониот партнер на ВМРО-ДУИ? Најавија абстиненција под услов ако не биде прифатен консензуален кандидат. Имам информација дека имате остварено контакт со нив. Вашиот коментар. Јас немам остварено контакти со ниједна друга политичка партија и немам потреба да остварам, бидејќи јас ја барам поддршката од мојата матична партија. Што се однесува до тоа, до исфрлањето на идејата за консензуален кандидат, јас неколку наврати кажав досега, ДУИ требаше да објасни на јавноста што подразбира под консензуален кандидат. Значи, мораме да правиме градација на неколку нивоа. Прво да говориме за коалиционен кандидат, да говориме за консензуален кандидат на партиите на власт или да говориме за граѓански консензуален кандидат. Ако говориме за кандидат на партиите што се на власт, доколку сите кои што се на власт го поддржат, тогаш можеме да говориме за консензуален кандидат. Меѓутоа, во тој случај, бидете сигурни, тоа ќе значи мешање во внатрешните работи на најголемата политичка партија, да изберат кандидат по урнек, по мерка на тие политички партии кои што евентуално би го поддржале. Доколку говориме за кандидат на партиите на власт, може да се случи една или две да поддржат, меѓутоа не и сите. Тогаш не можеме да говориме за консензуален кандидат на партиите на власт. И третото е граѓански консензуален кандидат. Доколку се имаше таква намера, тогаш можеше уште на почеток да се исфрлат еден или двајца, па граѓаните да ги соберат гласовите, да ги соберат, односно да му дадат поддршка, па да го избереме сите едногласно. Значи, јас не се согласувам со тоа, бидејќи мислам дека консензуален кандидат доликува на времето кое што мина зад нас. И затоа велам, подобро е да имаме ние консензуално избран председател, отколку да имаме консензуално предложен кандидат за председател. Бидејќи тоа не можеме од граѓански аспект да го постигнеме, тоа евентуално може само да биде коалиционен кандидат консензуален во најголема можна мера. Меѓутоа сум песимист по тој, дека може така да успеат да се договорат.